Кавадарчани беа одлични домакини на традиционалниот 19-ти фудбалски турнир Вуко Каров и легенди на ГФК Тиквеш 2018. Новата управа на Тиквеш, председателот Милен Масларков и сите во клубот го победија лошото време, студенилото и покажаа на спортската јавност и на локалната самоуправа дека имаат желба и ќе успеат клубот да го стабилизираат и да ја вратат публиката на трибините. Овој турнир беше првиот успешен тест за да веруваме во тоа. Почетниот удар на средбата го означи внукот на Каров, Тоше, кој стана неизбежен на сите турнири. Од мало дете стана момче кој се гордее со својот дедо и фудбалската игра во семејството. Пред сите настани, представници на управата предводена од Миле Масларков на градскиот фудбалски клуб Тиквеш 1930 година го посетија гробот на Вуко Каров, каде заедно со блиските од семејството Карови положија цвеќе и разменија спомени за великанот на фудбалската игра во Кавадарци Вуко Каров и неговите пријатели и другари кои цел живот го играа фудбалот од срце и затоа и ден денеска се познати и овие млади генерации се сеќаваат на нив. При тоа заедно со семејството постигнаа и согласност турнирот во иднина наместо во февруари да се игра во еден од летните месеци кога и временските услови би биле подобри за игра, а и публиката би ја имало повеќе на градскиот стадион. Инаку турнирот на почетокот го отвори посека успешно одвивање Миле Масларков, председател на управата на ФК Тиквеш, и градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, кој нагласи дека ја дава поддршката за Тиквеш и воопшто за фудбалот во Кавадарци. Спортот треба да го негуваат многу млади, рече Јанчев. Прво да се заблагодарам на оваа верна публика што дојде во овие услови да го следи овој традиционален меморијален турнир Вуко Каров. Само сакам да се заблагодарам на сите помагатели на овој турнир кои што ни овозможија да го организираме на ова високо ниво. Голема чест и задоволство ми е на овој 19-ти поред меморијален турнир Вуко Каров да јас имам чест и задоволство да го отворам. Исто така сакам да потенцираме да кажам дека Тиквеш од секогаш имала фудбалски легенди. Наша обврска како општинска локална самоуправа и како град ќе биде и во иднина да градиме квалитетен фудбал и да добиваме добри спортисти. Да се запишеме во историјата на фудбалот и да можеме да влеземе во прва лига. Нека е со среќа за многу години. Следбите ги следеа познати поранешни играчи на Тиквеш, меѓу нив Милков, Бошковски, Стефанов, Недев и други. И покрај снегот и студеното време и лошите услови за игра на теренот беше покажан добар борбен фудбал, а се играше на италијански систем. На првата средба ГФК Тиквеш го победи Тетекс со 3:1, Евромилк и Тетекс играа 0:0, а во последната средба Евромилк го победи ГФК Тиквеш 1930 минимална со 1:0, па така оваа екипа беше прва на турнирот, ГФК Тиквеш втор, а Тетекс трет. По надпреварот Масларков ги подели пехарите на победникот, Евромилк од Скопје, а поединечните награди ги добија. За најдобар играч беше прогласен Георги Мојсов од ГФК Тиквеш, најдобар голман Мирза Дураковиќ. RTK.mk вршеше директен пренос на својот лайв стрим, RTK Live, RTK.mk и на Facebook профилот. Порталот доби благодарница за својот придонес за овој настан. Благодарница доби Иване Стојанов, најверниот фан на ГФК Тиквеш. Благодарници од турнирот добие и Општинскиот фудбалски сојуз, потоа Ристо Јосков Топот и јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци. На вистина на својата задача беа и навивачите лозари и сите љубители на фудбалот кои и покрај тоа што беше студено време ги следеа трите надпревара.
Даже го как то стане недолно вака на мај. Как случи? Не, надо, хвали. Добро се спреска.